Добро утро. Во следните 10 минути разговараме со директорот на Македонски железници инфраструктура, господинот Хари Локвенец. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Поздрав до вашите гледачи, слушатели, до господинот Ордановски и до целата екипа во студиото. За почеток на разговорот веднаш би ве запрашала за она ваша најава од пред некој ден кога всушност се одбележа и денот на железницата, а тоа е за скорашното започнување на градежните активности за пругата кон Бугарија. Како стојат овие работи, кога може да ги очекуваме деталите? Она кое беше кажано во петокот на денот на годишнината на Македонски железници беше кажано врз база на моменталната состојба и активностите кои ги имаме превземено изминатиот период. Имено, на 4 јануари отпочната е тендерската процедура за првите две секции од источното крило на коридорот 8, тоа е од Куманово до Белјаковци и од Белјаковце до Крива Паланка. Отпочната е предквалификационата фаза, која е завршена и во овој момент очекуваме одобрение од банката за да продолжиме во следната фаза на сите оние компании кои се квалификуваа за вториот дел од тендерската постапка да ги дадат своите понуди со целосни образложенија. Не само предходно она кое сега го има дадено во предквалификационата фаза во смисла на нивните капацитети, туку и начинот на кој нештото планираат да го изведат и да не убедат дека од нивна страна ќе биде завршен проектот во целост. Многу пати се зборува за изградбата на оваа пруга. Ќе се случи ли конечна реализација? Да се надеваме дека ова ќе биде во наредните неколку години или повторно постојат опасности дека нешто ќе се случи и ќе тргне на лош? Опасности секогаш постојат. Меѓутоа, сакам да информирам македонската јавност дека кон овој проблем овај пат пристапуваме максимално систематски. Во смисла, се обидуваме искуствено детектираните проблематични точки, кои во изминатиот период биле некаква причина за застој или за прекин на работата, врз база на таа детекција да ги пресретниме. Уште пред самиот почеток на градба да ги решиме, како би обезбедиле чист простор за идниот изведувач. Во смисла, експроприацијата е еден од поголемите проблеми со кои се соочуваат сите инфраструктурни проекти, а ние се обидуваме, јас сум убеден, дека пред самиот почеток на градба истиот ќе биде решен во целост, не во голема мера, туку во целост. Втор тип на проблем кој во изминатиот период се појавувал не само при градењето на железницата, туку и при останатите инфраструктурни проекти, водејќи сметка за историското и културно наследство на територијата на која се наоѓа на македонската држава, е локалитетите, археолошките локалитети. Се обидуваме и тој проблем да го пресретниме со точна детекција и можноста од постоење на такви локалитети на самата траса на инфраструктурниот проект и да го решиме пред почетокот на градбата. Ви спомнав само два детали, како пример зошто и како во овој момент систематски се обидуваме да ги пресретниме сите можни проблеми за да не ни се појават во текот на градба. Може би е многу лесно да се почне процедурата, да се почне со градбата. Меѓутоа, мислам дека е многу важно однапред да се предвидат сите предвидливи проблеми. Секогаш се појавуваат непредвидени проблеми. Меѓутоа, сето она кое е известно да се детектира и да се пресретни. Тоа е една од причините за големата увереност во овој момент дека сме подготвени, не само дека сакаме, туку и работиме во насока на целосна реализација на овој долго очекуван проект. Ги споменавте проблемите. Дали финансиите спаѓаат во дел од проблемите, односно каква е финансиската конструкција, колку ќе чини? Финансиите секогаш се проблем, меѓутоа за исклучок овај пат можам да ви кажам дека не се проблем. Финансиите за првите две фази се целосно обезбедени преку огромна помош и поддршка на Европската банка за обнова и развој, а за третата фаза од Крива Паланка до границата со Бугарија определено е финансирањето од страна на Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка, со што целиот
целата финансиска конструкција за оваа пруга од самиот почеток, од Куманово до крајот тунелот према Република Бугарија е обезбедена. И тука не станува збор само за кредитни линии кои ги обезбедуваат европските банки, не станува збор само за буџетски средства кои ги обезбедува македонската држава. Станува збор и за европски грантови кои ги имаме добиено и кои очекуваме да ги добиеме следниот период. Од ИПА-2 програмата за третата делница од Крива Паланка до границата во 2016 година добиени се 60 милиони евра инвестициски грант. Во 2017 година премиерот Заев на самитот во Трст од Western Balkan Investment Framework обезбеди 68 милиони евра за втората делница и во овој момент со гордост можем да информирам македонската јавност дека имаме успешно аплицирано и со оглед на позитивниот тренд на сите активности кои ги водиме изминатиот период и за кои имаме тенденција да ги реализираме следниот период, очекуваме позитивно одговор на нашата апликација за 182 милиони евра инвестициски грант, најголем досега во историјата на државата од страна на европската форма на финансирање на вакви проекти Western Balkan Investment Framework. Би сакала да ве прашам и за пругата кон Албанија. Што се случува на ова поле, бидејќи исто така и оваа пруга беше најавувана? Малку со бројки. Ако пругата кон Република Бугарија е со должина од 89 километри, онаа која треба да ја правиме, пругата кон Република Албанија е со должина од 63 километри. Вкупно се 152 километри. Потегот помеѓу она кое во моментов го користиме од коридорот 8 од Куманово до Кичево е со должина од приближно 150 километри, значи целиот коридор 8 низ нашата држава е со должина од 300 километри. Овие 63 километри кон Република Албанија се проектирани. Го имаме изведбениот проект, меѓутоа имаме застој заради забелешките на УНЕСКО поврзано со делот во Република Албанија. Мораме во овој проект, независно што го имаме изведбениот проект за нашата држава, ние мораме интегрално во целост да го гледаме заедно и со Република Албанија, зашто забелешките на УНЕСКО се поврзани со граничниот град во Република Албанија, тоа е градот Лин, спојниот град, и град во кој всушност би требало да се направи железничката станица и целата инфраструктура таму. Кои се овие забелешки, може ли да ги кажете? Да, водејќи сметка дека станува збор за град на самата обала на Охридското езеро, а од друга страна пак ние како држава сме членки на УНЕСКО веќе 40 години, а Република Албанија само 2 години, предпоставувам дека фокусот на УНЕСКО во моментов посебно е поврзан таму. Забелешките во делот на пругата во Република Албанија се поврзани со близината на проектираната пруга до самата обала на Охридското езеро, меѓутоа и не само тоа, потребата од градење на многу инфраструктурни објекти кои би требале да ја придружуваат пругата од типот на железничка станица, од типот на магацини за утовар и растовар, од типот на објекти за дополнителна логистика која е потребна на таква една станица, а сето тоа би требало да се изгради на самата обала на Охридското езеро, во овој момент представува проблем. Јас очекувам дека овој проблем ќе биде решен, посебно со иницијативата која ја предложи премиерот Заев за билатерална средба на премиерско, министерско и директорско ниво со Република Албанија, како би го нашле решението за поставување на новата траса, посебно во делот со Албанија. Видете, затоа и почнав на почетокот, ова моје обраќање на ова прашање го почнав со интегралното решение на целиот проблем. Во смисла, ако во Република Албанија имаме потреба од поместување на трасата, исто тоа ќе има огромно влијание во нашата држава, зашто знаете, разликата помеѓу патната и железничката инфраструктура е во тоа што кај патната инфраструктура многу лесно, со некаков виадукт, со некаков мост, со некаков надвозник или кружен тек, вие можете да го обезбедите решението, меѓутоа во железничката инфраструктура е многу покруто. Само едно метро поместување на трасата на одредена локација подразбира подесување на целата пруга
метри или километри наназад како би се исполниле потребните критериуми за железнички сообраќај. Тоа значи дека решението ќе почека. Тоа значи дека работиме на проблемот, дека е решлив и дека сигурно ќе го решиме, со тоа што нормално ви кажав, сепак станува збор за две држави и во сето тоа треба да има осогласеност. Водејќи сметка за важноста на овој проект, за потребата од поврзување на Јонското и Јадранското море, посебно на Бари и Бриндизи, пристаништата во Италија, поврзување со Албанија, со Македонија, со Бугарија, со пристаништата на Црното море, Бургас и Варна, сметам дека сите тие причини се доволно големи за да се забрза решението на овој проблем. И сега настрана од овие големи проекти за кои што зборуваме, би ве прашала тука за реконструкцијата на железничките премини, бидејќи многу често знаат и да се пожалат нашите сограѓани, гледачи на нашата емисија, дека се небезбедни. Некаде се необележани, меѓутоа и таму каде што се обележани се нефункционални. Ќе се работи ли на реконструкција? Дозволете ми да ве коригирам. Сите 270 патни премини на железничката пруга се обележани. Нормално е некој од нив во одреден момент да биде расипан. Меѓутоа, расипан дали заради квар, дали можеби заради кражба на одредени делови кои не така ретко ни се случува, делови од опремата за регулација на патниот премин, меѓутоа што е многу важно, исклучително се строги и ви гарантирам дека се почитуваат од страна на операторите и сите оние кои во тој момент работат на пругата, се почитуваат строгите процедури и протоколи, безбедносни, на каков начин се поминуваат преку тие патни премини. Имено, ако одреден патен премин не работи, во тој случај возот застанува пред самиот патен премин, кондуктерот или вториот машиновозач излегува надвор во зависност од тоа дали е патнички или товарен возот, излегува, го запира патничкиот сообраќај, возот поминува, после преминувањето на преминот од страна на возот, кондуктерот или вториот машиновозач влегува назад во возот и возот продолжува. Ова сигурен сум за почитувањето на овие процедури, водејќи сметка прво за обученоста на операторите, а од друга страна и за нивната совесност, водејќи сметка колку е важна безбедноста во сообраќајот. Изработката или коригирањето, подобрувањето на квалитетот на патните премини е процес кој никогаш не запира. Можам во овој момент да ве информирам дека имаме обезбедено средства за реконструкција на 20 патни премини по основа на сигнализација и телекомуникацијска опрема, во кој подразбира и рампи и сета потребна и сите потребни уреди. Меѓутоа, покрај тоа, во овој момент се работи проектот за реконструкција на 40 премини на горниот строј на пругата. Тоа значи сето она кое ние како возачи на моторни возила го чувствуваме при преминот на пругите, сета она можеби нелагодност заради недоволниот квалитет на премините. Овие 40 премини очекувам дека оваа пролет и ова лето ќе бидат завршени и конкретно македонските граѓани ќе можат да видат прво бенефит по однос на преминувањето на истите, а од друга страна да директно го забележат раздвижувањето во македонски железници и духот кој подразбира близина со своите граѓани и обезбедување на квалитетни услуги. Само уште едно прашање пред самиот крај. Она што е, да речеме, локална тема, се однесува на Скопје, меѓутоа ќе ги засега сите граѓани кои што живеат во државата. Најавивте изградба и на пруга до меѓународниот аеродром Скопје. Ќе се реализира ли ова? Кога да очекуваме? Ова е долгогодишно ветување или можеби желба на сите нас. Заради тоа што потребен, недоволен, ама потребен предуслов нашиот главен град да биде европска и светска метропола е нашата поврзаност на главниот град со железница до аеродромот. Во исто време тоа е и поддршка на моменталната градска власт која со сите сили се труди да обезбеди поквалитетна внатрешна патна инфраструктура за поврзување и содржини како внатрешниот градски превоз би го добил и на квалитет и би добиле и на брзина, не само во однос на квалитетот. Станува збор за пруга која треба да се изгради и која во моментов е на ниво на conceptual design, идејно решение кое се гради.
кое се прави тука кај нас во Македонски железници и инфраструктура за поврзување на патната на станицата Илинден со аеродромот во Скопје. Може би на прв поглед има и подобро решение некаде поблиску на средина помеѓу Илинден и Миладиновци, меѓутоа регулативите на Европскиот железнички сообраќај предвидуваат дека не смее да се излези од отворена пруга со некаква свртница, туку истите треба да се случуваат од железничка станица. Затоа ја избравме станицата Илинден, како би помогнали и на општината за развој на истата и за подобрување на условите во самата општина Илинден, поврзување на општината од станицата, железничката станица во Илинден до аеродромот во Скопје. Станува збор за околу 8 километри железничка пруга, со што би добиле поголем квалитет и на самиот аеродром, на операторот кој во овој момент го работи ТАВ аеродромот во Скопје, а во исто време и поврзување на главниот град со аеродромот, меѓутоа преку главниот град и на сите останати градови и граѓани во нашата држава, полесен пристап до аеродромските услуги и функционирање на овој начин. Уште ова да додадам, спомнав дека подолг период, тоа е желба и интенција да се направи таа пруга. Меѓутоа, за волја на вистината да кажеме дека сега се исполнети условите за правење на таква пруга со правењето на кост-бенефит анализата, зашто основниот предуслов за исплатливост надвор од желбата, надвор од стратешките одлуки кои сите ние ги имаме, е бројот на патници. Само пред скоро време нашиот аеродром во Скопје ја надмина бројката од 2 милиони патници на годишно ниво, кој е границата на исплатливост на еден ваков проект. И тој услов го исполнуваме, значи се е на наша страна. Очекувам дека за брзо време ќе биде завршен. Се надевам дека ќе биде така и се надевам дека кога тоа ќе се случи повторно ќе имаме можност да поразговараме во утренски брифинг. Ви благодарам на денешното гостување и вклучување во емисијата. Задоволството беше мое. Со овој краток разговор со директорот Хари Локвинец ние се одјавуваме од пред Македонски железници.